Za katolicite денес е ден на жалост, се оплакува распнувањето Божјо. Ден на жалост за нас сите христијани. Тој ден е строг пост и немрз. Велики петок е денот кога се спомнуваме на Исусовото страдание, распнување на смрт и смрт на крстот. Тоа е ден во кој тишината и очејот се испреплетуваат. Ден во кој човештвото ја гледа силата на Божјата љубов. Веќе од утре попладне почнуваат подготовките за објавувањето на Воскресението. Воскресното бдение започнува надвор со благослов на воскреснатиот оган, кој символично ја представува Христовата светлина, а потоа се пали великденската свеќа и со неа таа светлина се пренесува до секој верник кои тие ги палат своите свеќи. Католичката традиција има и свој посебен адет кога во прашање е првиот великденски оброк. Светата великденска литургија се благословува великденското пасхално јадење, кои луѓето дома си го спремат, дали ќе биде погаќа, леп, масло, сирење, јајца, месо или било што кој има дома припремено, се носи тука, се благословува, за да потоа на великденското утро сите фамилиарно по тоа благословено јадење доручкуваат. Годинава католичкиот Великден доаѓа цел месец пред православниот и ова е најголемата разлика меѓу двата празника. Ова е резултат на начинот на сметање на Великден кој се утврдува според еврејската Пасха. Пресметано е дека празникот над празниците може да падне дури на 35 датуми во период од 22 март до 8 мај.